Крушево оваа година одбележува неколку големи јубилеи. Два од најзначајните се 120 години од подигнувањето на Илинденското востание и 70 години од носењето на останките на председателот на Крушевската република Никола Карев од Кочанско Рајчани во 1953 година тука во Крушево. Практично, со несењето на неговите мошти, во Крушево се отвора и историскиот музеј во овој град. 120 години потоа стоиме на ова место пред споменикот Македониум, каде што од 1990 година неговото вечно почивалиште е префрлено токму во овој објект. Стоиме тука одавајќи почит на еден од најголемите великани на нашата држава, заедно со неговите најстари потомци, Перо Карев и Трајко Карев, внуци на братот Петруш Карев на Никола Карев. Со нив ќе поразговараме многу повеќе околу илинденскиот период и за тоа како ние го чуваме споменот на илинденците. Но пред се, нека ни е честит и вековит овој празник на нашата држава. Разговорот ќе го започнеме со најстариот потомок, внукот на Карев, Перо Карев. Како споменот на вашиот дедо се чува од минатиот век? Значи, најстар бил Каре, татко на Наче, а Наче татко на Никола Карев, и на Петруш Карев и на Ѓорѓе Карев. Тие се дедо и татко на Никола Карев. Да. И уште од минатиот век организиране за ова востание, за Илинденското востание, оделе по селата, организирале, збирале луѓе, што поќе да имат борци. Сакате да кажете дека и таткото и дедото Никола Карев се бореле против османлиите? Против османлиите, се бореле против османлиите и што поќе да имат востаници. Оделе по селата, организирале, барале, значи, луѓе кои што се искрени за востание да подигнат. Значи семејството Карев има долга историја во револуционерната борба за Македонија. Да. Споменот за вашиот дедо Никола Карев се чува со генерации и со децении наназад. Со децении наназад се чуваат. И маршалот на Југославија дојде 69-та уочи Илинден, како утре да Илинден положи цвеќе, највеше споменикот тука праен, положи цвеќе кај споменикот кај што бевне преѓе. И другиот споменик што е малку подолу од овој комплекс. Тој беше праен, а овој споменик не беше праен. Маршалот на Југославија почит даде на големото дело на Никола Карев. Да. Оно што кажав претходно е дека пред точно 70 години тука во Крушево се донесени останките во далечната 53 година. Вие точно се сеќавате како беа пречекани останките тука во Крушево? Се сеќавам одлично. Останките на председателот на Крушевската република се донесени од село Рајчани, пречекани со музика и цертофагот пишан овде се посмртните остаци на председател на Крушевската република, четворица го носеа илинденци, тие можам ни насочам кој се, Коле Шапардан, Ташко Боријар, Глигор Пардишикла и другиот не знам уште кој. Тие беа живи илинденци во тој период? Тие беа живи илинденци. Тие го дојсоа цертофагот, пречекан со музика, а градот беше пред време припреман, кој ќе дај 2 килограф, кој ориз ќе дај, кој други мироди за гостиве кои ќе дојда да ги пречекат со ова јадење таму кај монополот. И ги донесоа коските таму кај музејот долу, кај што е во центарот на Крушево. Центарот на Крушево. 1953 година. Изеден најстарата сестра на Никола Карев, Тана, по име се викаше,
зеде еден казан, топла вода и сапун и прво ја зеде главата негова. А тука имаше милиција оставено и некои други гости дојдено од сегде, а овај најстариот брат имаше земено 2 кути локо, назад душа од брат ми и ја земат главата прво за да ја мија со сапун, таја му беше некако сумлива на најстариот брат. Тано му вика, шо правиш, овај не е брат ми. Како Петруш, брат ми овај? Не е брат ми овај. Брат ми имаше мало главче и симпатичен беше. И стана една ко депресија така меѓу луѓево, коските поново се спаковаја, поново се вратија назад, се појавува еден пензионер Чичко Тозо. Ја знам кај е закопан Никола Карев. Ода таму и го откопуваат. Ги носа поново коските тука, поново истава сестра, во истиот музеј, пред врата казано клаен, сапун и зема главата. Да ми јат, овај му велите брат ми, најстариот брат Петруш Карев му вика. Дај да викам раката, подебела коската тука од Зорлана што му фатила, што беше како ученик на Васил Главинов во Софија, а тој имаше дрводелска работилница, од бичењето на штици му фатил раката Зорлана, подебела во лактото. Затоа е сликан војвода вака, оти немој раката да ја исправи. Значи, по коските од раката го позна дека е Никола Карев. И по главата. Како што спомнавте, бил ученик на Васил Главинов, социјалист во револуцијата. Во револуцијата, а имал столарска работилница во Софија. Како течело востанието тука, како се одвивало, што се случувало после востанието, што ви раскажуваа вашите дедовци и таткови? Види, после востанието имало јака организација, што поќе да се соберат искрени луѓе и да ви кажам и за за архивата. Архивата од Илинденското востание, целата документација. Да, документацијата ја скриле од турците кај летовариштето, кај Некобука и нишам тамо направиле и одат ја земат под притисок од бугарите или да се дајте или ќе ве поништиме. На кого му се заканувале бугарите? На Никола Карев. Значи, практично Никола Карев бил приморен архивата од Илинденското востание да ја однесе во Софија? Иначе ќе беше поништен. И земат најстариот брат конј во стелата, во Самарот, му праќа архивата. И ја носат до Софија. И му ја предаваат таму. Архивата се наоѓа и денеска во Софија. И така ослободен таму Никола Карев. Иначе ќе беше поништен. Ова е според кажувањата на фамилијата? На најстариот брат. Ова точно ги има кажано. Тој е вашиот дедо? Јас што седев со него, 7 години спиев со него, ти сум сирак остен од 7-8 години. Кажете ми, како денес ние како народ и како држава го чуваме споменот на илинденците, а особено на вашиот дедо, великанот Никола Карев? Секогаш сме присутни по повод загинувањето и по повод денешниот празник Илинден, што следува покасно. Секогаш земаме цвеќе, се збираме читава фамилија и му даваме почит тука кај спомеников, кај што се моштите за копање на Никола Карев. Дали државата, народот достојно го почитува делот на илинденците и го продолжува тој сон? Народот достојно го почитуваат Илинденското востание и не канат на 27 април, кога е убиен дедо Никола, и одиме тамо, положуваме цвеќе и тамо даваме изјави. Кај споменикот тамо што е во Рајчани.
денеска имаме некакви обиди за земање како нивно на ова востание на нашите соседи, односно на соседна Бугарија. Кој е вашиот коментар како потомци на Никола Карев? Зашто се бореле илинденците? Дали за Бугарија или за Македонија? Што кажуваат вашите спомени, дедовци и татковци? Илинденците, посебно Никола Карев, кажува: ние ќе се ослободиме од турците, но не знаеме после кој ќе не зароби. А немало ни еден присутен бугарин за време Илинденското востание. Тука било Крушево слободно 10-11 дена. Учествувале од поселава селани за востаниево. А нема бугарин ни еден тука да учествува во Илинденското востание. Сето е поселава собрано. И собирано оружје ваму таму, заедно со ова архивата, земање пари, мито земање и да се соберат пари за земање на оружје. Значи се бореле за Македонија, не за Бугарија. Само за Македонија, самоставина да биде Македонија. За ова денешка слобода што имаме. Бугарија никако немат врска овде со Илинденското востание. Гарантираме со глата. Бугари ни еден немало овде да учествува. Имало од турциве, од другиве, од Васи, ваму таму, а бугари ни еден тука нема. Што денес чувате од вашиот дедо? Дали имате некакви документи или нешто останато од него? Од него скоро ништо немаме останато, само остана спомениве, што ни ги кажуваше секој втор ден, трет ден. Како било востанието, кај бил штабот на Крушевската република, а нашата фамилија има даено 8 жртви за ова слобода денешна што имаме. Која е пораката до младите, до идните генерации? Еве, тоа за двајцата. Пораката да остане истово, како сега што го прославуваме, полагаме цвеќе и се поклонуваме на нашиот дедо Никола Карев по повод за гинувањево и на 2 август секоја година Илинден. Вашата порака до идните генерации на Македонија? Нашата порака е дедото ни остави порака да секоја година да учествуваме тука, да полагаме цвеќе и да се бориме за иднината на нашата држава, за Македонија. Ви благодарам на двајцата за разговорот и да се видиме во вакво честување на овој ден и во наредните години. Благодариме однапред, бидете поздравени и вие и вашата телевизија.